Општините Кочани, Крива Паланка, Македонска Каменица, Пробишти, Пикратово, кои гравитираат кон Носоговските планини, во развојните документи за оваа година посебно место му даваат и на развојот на туризмот преку изградбата на објекти за спорт и рекреација кои ќе се користат преку целата календарска година. Носоговските планини туризмот се предвидува да се развива на Пониква, потоа на локалитетот Калин Камен и на Царе Врв со надморска височина од 2076 метри. Општините Кочани и Пробишти, за разлика од останатите општини од регионот на Осоговијата, досега имаат најмногу направено на планот на развојот на туризмот, пред се со изградбата на објекти за сместување, спорт и рекреација. На Пониква сместувачките капацитети достигнаа над 200 легла, а се градат и нови хотели и сместувачки капацитети во приватниот сектор. Двата ски лифта, патеката за скијање и сноуборд, вештачкиот снег и донацијата на МЕПСО за развојот секако на зимските спортови се само дел од инвестиционите вложувања на општините Кочани и Пробишти. Со изготвената физибилити студија за развој на планинскиот туризам на Осоговијата во Македонска Каменица преку ИПА програмата за прекугранична соработка во партнерство со општината Белица од Република Бугарија се предвидува изградба на модерен ски центар во подножјето на Осоговските планини, во кои се опфатени 60 км ски патеки, 9 джичарници и 3 ски лифта со проектиран капацитет од 6000 гости. Општината Крива Паланка за Царе Врв на Осоговските планини веќе подготви и донесе локална урбанистичка документација во која се опфатени површина од 2,5 хектари, на која се предвидува реконструкција на старата караула во планинарски дом, изградба на спортски терени, терен за палаглајдерство, како и неколку ски патеки со жичари. Сево ова е во функција на ажурирање на физибилити студијата за изградба на туристичко-рекреативен центар на Осоговските планини во потегот на